Не знам кој дел од работата ми е потежок, дали тој првиот или сега овој, меѓутоа верувам дека ова ќе биде еден одличен разговор. До некаде на истомисленици, сигурна сум заљубеници во Македонија, така што ќе уживате и вие, се надевам. Председателе на владата, уште еднаш благодарност што ја прифативте поканата, што сте денес со нас во еден поинаков формат. Токму тоа ни беше целта, да не биде форматот како говор од владата, туку повеќе да биде разговор, да зборуваме за она што и нас ни е важно, меѓутоа и на државата, се надевам и на публиката. Би почнала најпрво со, не знам дали е тешко или лесно прашање, тоа е една година, скоро една година од мандатот. Минатата година имавте прекрасен говор, ги кажавте вашите планови токму на самитот, меѓутоа, дали беше навистина така како што очекувавте? Дали првиот ден кога влеговте во канцеларија, ја знаевте ситуацијата, ги знаевте состојбите или имаше многу изненадувања? Да, најпрво им благодарам за можноста и за начинот на кој што сето ова е организирано. Имавте инспиративни, воведни излагања и вие и Виктор. И се надевам дека луѓето кои што овие денови ќе бидат со Македонија 2025 ќе уживаат во тоа што ќе го слушнат овде. Да не речам сум сигурен, да не бидам нескромен. Самото присуство на Волков аудиториум дава значење дека Македонија 2025 не мора секогаш преку бројки да го квантифицираме. Сето ова денеска кое што е присутно во оваа сала говори дека го исполнила она првично очекување од незиното формирање и се надевам дека во иднина уште повеќе и уште поголеми резултати сите заедно ќе имаме или ќе има Македонија 2020-2025 со нови влади кои што ќе доаѓаат и со нови предизвици со кои што ќе се соочува и државата, но и граѓаните, но и Македонија 2025. Навистина импресивно и инспиративно е се тоа што јас денеска го гледам. Нешто повеќе од 10 месеци од формирањето на новата влада, негде околу една година од завршувањето на изборите, период кој што би рекол беше полн со предизвици, период во кој што сите заедно учевме работи кои што можеби за прв пат не се случуваа, не само на нас, туку и на граѓаните во целина. Период во кој што, ако треба да дадам прецизен одговор на тоа дали тоа што го затекнавме првиот работен ден беше согласно нашите очекувања, тогаш би рекол дека сме биле оптимисти. Но не би сакал сето тоа да се претвори сега во озборување на тоа што било порано. Едноставно предизвиците беа големи. Сметката на владата беше негативна. Дури би рекол во постконфликтна, поствоена 2002 при транзицијата на примопредавање на владите, таа беше позитивна, овој пат се случи да биде негативна. Ако тоа го прикажеме со бројки, негде околу 12 милиарди денари, негде околу 200 милиони евра беше таа бројка. И секој ден имавме нови непријатни изненадувања, за волја на вистината имаме се уште. Но тоа е наш проблем, сме се нафатиле и ќе го решаваме. Јас сум свесен дека луѓето имаат очекувања сега и веднаш за многу работи да се случат, и тоа е природно. И тоа не треба да се занемари, но не треба ни да се обвинуваат луѓето и не треба да бараме разбирање. Зашто се тие нетрпеливи? Затоа што, како што и вие рековте, повеќе од 3 децении премногу ветувања, но многу малку испорака. Треба ние да бидеме трпеливи. Треба ние меѓу себе да имаме трпение и да работиме затоа што резултатите ќе дојдат. И тие веќе доаѓаат. И кога ќе се случат, тогаш сите оние кои што очекувале брзи резултати, ќе заборават на сите оние критики кои што се случувале и ќе речат во ред тргна конечно работа. Затоа јас и стално моите колеги во владата се обидувам да ги замолам да бидат трпеливи, да работат,
и покрај тоа што многумина нема да имаат разбирање зошто веднаш и сега нема резултати. Но ќе дојдат тие, јас сум оптимиста дека многу скоро денеска сите ние заедно ќе зборуваме за едни поубави бројки од тие кои што се случувале до сега. И ви благодарам многу и искрено се мислев, минатата година и сите кои беа минатата година на самитот, се надам ќе се согласат со мене дека имаше една прекрасна атмосфера. Имаше атмосфера во која што се гледаше надеж, желба, така натаму за напредок. И мислам дека токму присуството денес повторно ја изразува таа енергија. Точно дека секој од нас сака многу побрзо да се одвијат работите, меѓутоа мислам дека и тоа што сите сме тука покажува дека има задоволство, меѓутоа и големи очекувања, тоа рековме, очекувањата се големи. Ви благодарам на одговорот, ама ќе ве прашам вака по-директно, по-детално. Може ли да ми кажете едно-две најнегативни работи кои што се случи или нешто што не сте очекувале, меѓутоа исто така и позитивно? Нешто позитивно. Па во политичка смисла беше оној ужасен настан кој што се случи во Кочани. Тоа беше можеби најтешкиот ден во мојот живот. Ја имам 47 години, но кога би анализирал кој бил најтешкиот ден од мојот живот, тоа беше тој ден. Се сеќавам тоа утро негде 3:30 беше кога човек тропаше на вратата во мојот дом. Кога отворив, тоа беше еден од луѓето од обезбедувањето на министерот за внатрешни работи, кој што, бидејќи не го гледав телефонот нормално во 3:30 наутро, логично е да спиете, го погледав телефонот и тогаш ја видов таа порака од него. Тој беше веќе упатен на лице место. Веднаш се совземав и прво што направив е ги повикав луѓето од мојот тим да се упатиме веднаш кон Кочани. Негде околу 5 и нешто пристигнавме таму беше веќе министерот за внатрешни работи и тоа беше на лице место, бевме и потоа во полициската станица. Можеби тоа беше не во мандатот на оваа влада, тоа беше можеби најтешкиот ден од мојот живот. И се сеќавам дека во целата таа ситуација логично е како човек да реагирате и да се создадат големи емоции, но треба да се носат одлуки. Сите чека да носите одлуки. Најтешки беа одлуките кога доаѓаше понуда за помош од секаде, посебно од регионот. А знаете, ние, за жал, немаме брилјантни односи со дел од соседите, би рекол, поготово со еден од соседите. И тогаш, кога треба да носите одлука, морате да водите сметка за сите последици кои што може да настанат. А од друга страна, дел од медицинските лица ви велат пациенти во така тешка состојба не се за транспортирање. На моето прашање, добро, што ни е опцијата? Ми рекоа, опцијата е ние да ги негуваме и најверојатно ќе имаме и други жртви многу скоро денеска. Бидејќи првите 72 часа се најкритични. Се сеќавам тогаш, размислував неколку секунди и тогаш реков, ве молам, спремете ги најкритичните пациенти, ќе ја прифатам помошта која што ја нудат соседите и веднаш да ги транспортираме. Еден од нив ми рече на ваша одговорност, да, реков, на моја одговорност. И првите 50 пациенти беа транспортирани, кои што беа во, би рекол, најкритична, најтешка состојба, а потоа помошта почна да стига и од други држави, така што повеќе од 200 пациенти веќе во првите 2 дена беа транспортирани во други центри за нега. И благодарности до Бога, но и до медицинските лица и до луѓето кои што беа дел од таа координација во тие денови. Само 2 пациенти го загубија својот живот од тие, но тука нема да застане потребата од наша помош и наша поддршка, но и медицинска нега, и знам дека ова ќе биде случај со кој што не само оваа влада, туку и многу други едни влади ќе се справуваат. Така што тоа би бил во политичка смисла, но и во
општествено-социјална смисла мојот најтежок момент, не само во овие 10 месеци, нешто повеќе од 10 месеци, туку генерално во мојот живот и случај со кој што и до ден денеска живеам ја, но и сите ние ќе живееме и ќе продолжиме да живееме, и затоа сакаме уште еднаш да изразам благодарност на сите кои што помагаат и ќе помагаат во периодот кој што следи. Ви благодарам многу искрено, знаев дека тоа е неизбежна тема и нешто што се надевам го освести општеството, не освести сите нас, и тоа беше мала инспирација за мојот говор дека од сите нас се зависи. Кога секој од нас како родител ќе го пушти малолетното дете да оди во таков локал и така натаму. Значи мислам дека има колективна кривица, меѓутоа она што е уште поважно е, се надам дека научивме лекција. Многу скапо ја плативме, меѓутоа лекција која што ќе доведе до прогреси и промени. Ви благодарам што сте искрени, што го споделивте ова со нас. Малку би ве запрашала да преминеме кон економијата и просперитетот. На кои реформи изминатава година сте посебно горди? Не мора да се реформи кои што се завршени, може да се реформи кои што се отпочнати, кои што знаете дека ќе доведат до прогрес, раст на економијата. Извинете што вака преминав од... Не, нема никаков проблем, затоа сум тука. Во суштина, нас ни требаше стабилизација на државата во оваа прва година, затоа што државата беше во слободно паѓање. Кога некој ќе каже не функционираат институциите, јас би рекол немавме институции. И кога се наоѓате во една таква состојба, вие прво што треба да направите е тој слободен пат да го сопрете. Не можете вие да бидете преамбициозен, нелогично и нереално, доколку се соочувате со основни, суштински проблеми. Ние имаме основни, суштински, екзистенцијални проблеми кои што се резултат на политики и однесување со години, со децении. И затоа нашата стратегија беше ајде да се обидеме најпрвен слободното паѓање да го сопреме, па потоа да се обидеме да дојдеме со консолидирање до состојба нула. Па дури потоа да почнеме да размислуваме на некои посуштински, покрупни реформи кои што можат да додадат вредност. И јас мислам дека порано од тоа што го предвидовме, тогаш успеавме да дојдеме до состојба нула. Или доаѓаме до состојба нула. Иако мислевме дека ќе ни треба можеби повеќе од година и половина до 2 години за да се консолидираме, ценам дека овие перформанси, параметри кои што како индикатори се појавуваат, веќе укажуваат на тоа дека доаѓаме до состојба нула. За да можеме да почнеме потоа да ги развиваме сите параметри кои што планираме да ги развиваме. Главен инпут кој ни беше да видиме ние што е нашата стратешка предност визави околните држави, но и генерално што е стратешката предност на Македонија како држава во споредба со другите европски држави. Да, сме членка на НАТО, сите знаеме, да не повторувам како станавме, и сме горда членка на НАТО и достоинствено се носиме таму споредено со голем дел од другите земји членки на НАТО, и мислам дека апсолутно ги исполнуваме сите тие побарувања кои што како мала земја, како мала економија имаме обврска да ги правиме. Што се однесува до Европската унија, да, тоа беше и ќе остане цел на мојата, на вашата генерација, но и на генерациите кои што доаѓаат, но за жал ние сме единствената држава во Европа, единствената буквално, која што нема предизвици кои што се темелат на постигнување или друг тип на критериуми кои што важеле за другите земји кои што станале или се во процес да станат земји членки. За жал кај нас тие критериуми се од сосема поинаква природа. И дел од тие отстапки кои што се правени во минатото од голем дел од политичарите се резултат на
на некои процеси во кои што самите тие биле вовлечени, па биле притиснати до зид и немале каде, дел од лекомисленост и лековерност, а дел од, јас би рекол, национална исплакнатност и неводење грижа ниту за жртвата дадена во минатото, ниту пак имале можност да имаат визија за иднината. И сега оваа влада треба да живее со сето тоа. И да се бори дел од тој простор кој што некој претходно го зафатил да го освои повторно. И тоа е тешко, не е тоа лесно. Но ќе се бориме, ние немаме друга цел. И ние сме апсолутно посветени во таа борба. Наша стратегија беше да го зафатиме теренот и да ги представиме нашите аргументи. Тоа е таа демократска алатка која што ние имаме на располагање. Ние немаме друга. Ние сме еден од најмалобројните народи и држави во Европа и тоа е единствениот наш начин. Ние немаме друг аргумент. Тоа значи дека треба да бидете 2-3 пати подобри од сите други. Ако сакате да звучите логично и ако сакате другите да ве разберат. И треба да научите да победувате и во Вашингтон, и во Брисел, и во Берлин, и во Париз, и во Рим, и во останатите светски мегалополиси и центри, ако сакате да бидете разбрани со поинаков тон и поинаква порака да испратите од онаа која што ја слушале години наназад. А која беше пораката години наназад? Дајте, јас ќе потпишам се што треба да потпишам, само немојте да водите досие за мене и заборавете што правев овие години дека бев тоа и тоа. Ова влада нема таков начин на функционирање. Ова влада функционира малку поинаку и сака да аргументира и сака да разговара, иако знам дека тоа е пеколно тешко, но немаме друг начин. Така што, кога сето ова ќе го анализирате и кога ќе донесете одреден заклучок, тогаш водите и таква политика. И дојдовме до заклучок дека единствената наша стратешка предност како земја која што не излегува на море е тоа што ние сме природна раскрсница на неколку паневропски коридори, меѓу кои што се коридорите 8 и 10. Но и покрај нас паралелно поминува коридорот 11, со што би биле единствената земја во Европа која што директно ќе има комуникација со овие три важни коридори, а од друга страна јас се надевам на брза разрешница на би рекол предизвикот на ова време во човештвото, тоа е војната и руската агресија во Украина и дека токму овие коридори ќе бидат главен драйвер во обновата на Украина и на тој начин геостратешкото значење на нашата држава ќе биде уште поголемо, а имајќи предвид дека сме дел од НАТО алијансата, посебно за јужното и источното крило ќе бидат значајни овие коридори. И тука ние треба да го целиме нашиот стратешки развој и раст. И јас тука ја гледам иднината и само на тој начин ние можеме да влеземе во оптиката на големите светски сили. И тука треба да го темелиме нашиот развој. Да, јас ги видов делот слайдовите кои што вие ги покажавте при вашето инспиративно излагање, но сакам исто така да кажам дека ние имаме потенцијал и нашата економија има исто така голем потенцијал. И јас сум убеден дека и дури и во овој момент ние сме со перформанси многу пред сите други. Ке ве подсетам, зборувам за првични индикатори. Светска банка предвидуваше за 2024 дека растот, бидејќи сте макроекономисти, вие тоа го кажавте во вашето излагање, дека ќе имаме раст на бруто домашниот производ за 24 од 1,8%. Морам да кажам дека беа песимисти, сепак можеби требаше да дадат шанси да бидат поголеми оптимисти. Ние имавме 2,8, што не е доволно. Немојте да зборуваме дека тоа е доволно, но доволно е затоа што во третиот квартал и во четвртиот квартал бележевме стапка на растот над 3%, а за првиот квартал од оваа година, имајќи ги првичните индикатори, индустриското производство, туризмот и останатото, не би се изненадил ако имаме меѓу 3,5 и 4%, што ќе представува раст на бруто домашен производ, еден од водечките во Европа. И не можеме ние наеднаш да направиме целосна трансформација, бидејќи нашите трговски партнери се земји кои што имаат раст на бруто домашниот производ или негативен, или меѓу 0 и 1%. Ние не тргуваме и не разменуваме и немаме било какви односи со економии кои што имаат 6, 8, 10%. Или пак имаме, но сме во голем дефицит во трговијата, како што се Кина, Индија и така натаму.
Така што врз основа на тие перформанси во економијата, а имајќи ги предвид предизвиците кои што се случуваат посебно со автомобилската индустрија во Европа, ние мислам дека имаме исклучително висок раст кој што во нормални околности би бил над 5, можеби и повеќе од 5%, што представува цел на оваа влада. Така што, еве тука да го завршам овој дел, под предпоставка да се реализираат сите овие, а дел веќе се во процес на реализација проекти кои што ги реализираме, јас очекувам да се исполни прогнозата на Министерството за финансии за раст помеѓу 3,5 и 4% во 2025 година, што ќе биде еден од најдобрите во Европа, но и во нормални околности, кога би се развивала европската економија, тоа би било еквивалент на раст повеголем од 6%. Така што, еве, тоа би било позитивното нешто за кое што, ако треба да дадам одговор, би дал одговор. Ви благодарам многу. Како зборувате, нели ми доаѓаат уште многу прашања. Мислев и публиката да дадам можност да постави прашања, мислам дека ќе бидам себична и ќе го терам целото интервју сама. Знаете, се мислев дали да зборуваме за патот кон ЕУ, меѓутоа морам да кажам дека одлучив дека сепак имаме поважни прашања за разговор, бидејќи, и тоа секогаш го кажувам, нашата цел е да имаме повисок животен стандард. Нашата цел не е за членување во ЕУ. ЕУ може би е едно од средствата на патот кон повисок животен стандард. Меѓутоа се надам дека сите ја делиме таа заедничка цел, а тоа е народски кажано да бидеме побогати, односно да имаме повисок бруто домашен производ. Премиера, малку го одговоривте и она што сакав следно да ве прашам, а тоа е во однос на стапките на раст, моделот на раст и така натаму. Не знам дали го знаете она правило, вие сигурно го знаете, меѓутоа за сите правило на 70, дека бруто домашниот производ се удвојува за 70 поделено со стапката на раст. Значи, ако растеме со 2% годишно, тогаш нашиот бруто домашен производ ќе се удвои дури за 35 години. Тоа значи дека никогаш нема да ја стигнеме конвергенцијата, односно да го стигнеме животниот стандард на ЕУ, или пак за многу години. И затоа зборуваме за стапки на раст од 5% и над 5%, меѓутоа стапки на раст кои што оваа држава и ги имала во одреден период, сакам да кажам многу достижни. Пред да го поставам прашањето, ќе замолам само дали може да пуштиме едно прашање на слайдо. Ќе ве замолам да одговорите. Прашањето е направено и за оние кои што се од Македонија, знаат нашата економија, ги знаат состојбите, меѓутоа и за оние кои што се од странство, кои што мислам дека и можат да оценат што е на што е потребно. Прашањето е кои според вас се главните приоритети или главните елементи кои што ќе доведат до повисок економски раст. Додека трае прашањето, председателе, спомнавте малку, меѓутоа председател на владата, меѓутоа главно сакам да ве прашам кој е вашиот, нашиот развоен модел. Знаете, може да биде базиран на потрошувачка, инвестиции, нето извоз. Во минатото сме имале периоди на силен фокус на инвестиции, приватни и јавни, сме имале период на фокус на потрошувачка, односно пораз на плати, пензии, што генерално е нели поврзано и со идеологијата на партијата или партиите кои што се на власт. Вие веќе споменавте инфраструктурата и тоа можеме да го видиме, меѓутоа еве една целосна слика како мислите дека ќе стигнеме, спомнавте 3,5-4% на раст, меѓутоа и 5% на економски раст. Повторно се враќаме на почетокот од нашиот разговор. Ние мораме да ги завршиме работите кои што се почнати. Без разлика дали тоа се стихијно определени приоритети или се приоритети кои што се темелат на основа на потребите на граѓаните. Ние не можеме сега да речеме ова што е почнато не е согласно новата развојна стратегија на државата и тоа ќе го заборавиме, без разлика што се потрошени толку многу пари народни, и ќе тераме по приоритети кои што од ние ќе ги, без разлика на политичкиот ризик и критики кои што ќе ги добиеме, ние одлучивме да ги завршиме сите оние работи кои што се веќе започнати. Не е важно дали тие соодветствуваат на потребите на граѓаните. Пари се потрошени на граѓаните и ние мораме да ги развиеме, завршиме, а потоа и да ги доближиме до потребите на граѓаните, да ги преадаптираме ако треба и така натаму. И затоа сме силно тука фокусирани и затоа на крајот и почетокот на 24-та и почетокот на 25-та завршивме 3 суштински и многу важни капитални проекти. Тоа е експресниот пат кој што е дел од коридорот 8.
Страцин, Длабочица, Чатал, Крива Паланка. Тој експресниот дел од експресниот пат кој што ги поврзува градско со Прилеп, односно градско Клисура, Фариш, Дренова и првата секција од пругата. Се работи втората секција, за волја на вистината со многу проблеми кон Бугарија, која што е дел од коридорот 8, проблеми наследени, но ќе ги решаваме. А за да се случи третата секција, ние мора да имаме јасна приоритизација кај нашиот источен и нашиот западен сосед. Бидејќи јас бев сведок кога министрите за одбрана на НАТО самитот во Вашингтон во јули месец минатата година потпишаа договор. Сега прашањето е дали нас ни треба пруга која што е дел од коридорот 8 и која што ќе ги поврзе Паланка со Куманово, Крива Паланка, да ни треба. Да ни треба, не велам не, за да не бидам погрешно сватен, но дали таа е од суштински важна во овој момент, без да биде направена секцијата од Крива Паланка па се до Црното море. Тука треба да ги одредите приоритетите, затоа што суштината на коридорот 8 и приоритетите на НАТО и јужното и источното крило е да ги поврзе Јадранското и Јонското море со Црното море, поради системот на синџирот на снабдување. Ако ние немаме јасен приоритет на Запад и немаме јасен приоритет на Исток, тоа не е политички против оваа држава и оваа влада, тоа е против НАТО. Таа влада, која што не се држи до договорот и тоа што го потпишала на НАТО самитот во Вашингтон, таа не прави проблем политички на нас како држава и влада. Таа прави на НАТО, бидејќи тоа е НАТО приоритет. Сега треба да си го постават тие влади прашањето, но и НАТО треба да си го постави прашањето, каков притисок треба да направи врз тие влади, за да и тие, како и ние, го стават ова како дел од нивните приоритети. Дали ние ќе бидеме раскрсница на овие два коридора 8 и 10, таква е природната положба. Не треба никој да биде злонамерен кон нас како држава. Напротив, треба сите ние заедно во регионот да работиме, да тргуваме од исток кон запад, од Јадранско и Јонско кон Црно море, од Егејско до Централна Европа и на тој начин целиот регион ќе се развива. Затоа викам, мораме ние тие приоритети кои што се дефинирани, не е битно кој ги дефинирал, да ги завршиме, но не е само пругата тука под прашање, апсолутно тука се и автопатот кој што пред да бидеме избрани како влада, освен неколку стотици милиони евра кои што беа трансферирани од страна на централниот буџет, буквално никаков прогрес реално немаше на терен направено. Што за подразбира под прогрес, еве за луѓето кои што се тука присутни да кажам. Тоа подразбира да се решени имотно-правните односи. Замислете за период двојно помал, за 8 пати повеќе оваа влада успева да отвори фронт за работа и реализација на капиталните инвестиции, кои што треба да бидат драйвер во растот на бруто домашниот производ и во растот на економијата. Тоа нели беше и суштината на тие проекти и затоа сме силно фокусирани. Министерот за транспорт и подпредседател на владата заедно со директорот на јавното претпријатие за државни патишта и тимот многу силно работат во делот на реализација на инфраструктурните проекти. Очекувам наскоро 3 такви клучни да бидат пуштени, меѓу кои и автопатската делница од 40 км од Врбјани до Охрид, со еден мал исклучок кај Ботун и Требеништо 3-4 км, но очекувам крајот на јуни тој проект да биде пуштен. Министерството за енергетика силно работи во делот на реформите во енергетиката. Новиот закон за енергетика е веќе во собраниска процедура, поздравен силно од Брисел, дел од реформската агенда. Министерството за дигитализација исто така силно работи во делот на дигитализацијата, што ќе значи поголема транспарентност, намалување на злоупотребите и така натаму. Министерството за образование во делот на образованието силно работи. Конечно се надевам дека ќе го добиеме и првиот технолошки парк, за кој што сите заедно работиме и се надевам дека и тоа ќе биде сработено. Земјоделие жестоко работи, исплати субвенции кои што се доцнеа со години,
плати кои што се доцнеа со месеци, историски највисока цена за земјоделските производи се постигна изминатата година. Министерството за одбрана се разбира во делот на реформите, во одбраната е силен, значаен партнер за генерално во НАТО политиките. Министерството за внатрешни работи, апсолутно стапката за криминалитет е драматично намалена во споредба со тоа што било, и борбата за корупцијата како една од основните алатки на терен, и планираме со министерот за внатрешни работи да имаме отворена линија со граѓаните и со бизнисот, затоа што не би сакал повеќе да се користи, има многу корупција. Добро, дајте да посведочиме и доказ. Сега јас не можам тоа да кажам, пак имам последици. Не можеме така да ги гледаме работите. Мора да имаме јасна борба, одлучна борба во делот на корупцијата. Секој оној кој што пријавил, тој кој што се одлучил на таков чекор, завршил онаму каде што му е местото, без разлика дали е политички криминалец или нешто слично. Ова беше една од првите задачи на оваа влада. Јас сум среќен што речи си една година потоа или нешто повеќе од 10 месеци ние немаме голем коруптивен скандал кој што беше карактерна особина во минатото, но исто така можам да бидам среќен што и дел од градоначалниците, оние кои што сега не би сакал да повторно ги делам, се дел од коалицијата предводена од мојата политичка партија, веќе 4-та година нема обвинување за криминал и корупција, што морам да кажам дека покажа не балкански, би рекол скандинавски начин на водење на институциите. И затоа мојот апел е и до бизнис заедницата што е тука, и до граѓаните, ќе имаме отворена линија, ќе работиме фокусирано, ве молам, дајте докази, дајте сите тие кои што се одлучуваат на таков тип на девијантно несување, без разлика дали се од оваа влада, да влеземе во жестока акција, затоа што не сакам тоа да остане само на има корупција, во ред, добро. И дајте да седнеме заеднички да се бориме. Не би сакал тоа да биде флоскула, туку да биде нешто со кое што ќе сработиме. Навистина имаме силна посветеност на ресорите кои што се занимаваат со евроинтеграција, Министерството за надворешни работи, надворешна трговија, Министерството за европски прашања има силен фокус, се бара начин да се надмине оваа состојба во која што сме сега, но на начин на кој што ќе се врати достоинството на граѓаните и на државата, а не како до сега по принципот. Апсолутно благодарности до сите оние институции во здравството, во животната средина, кои што беа фокусирани и работеа изминатиот период, од главија многу проекти кои што во минатото беа закочени. И јас сум убеден дека уште многу успешни процеси во периодот кој што следи ќе имаме. Многу скоро од денеска ќе најавиме големи инвестициски циклуси, кои што драматично ќе влијат позитивно во економијата. Убеден сум дека тоа ќе биде поздравено од страна на граѓаните и се надевам дека ќе го добиеме она заслужено место кое што одамна го заслужуваме. Вие во вашата презентација напишавте 2005 година. Ние 2005 година заедно со Хрватска станавме земји кандидати за членство во Европската унија. Заедно со Хрватска го добивме првиот позитивен извештај од страна на Европската комисија за почеток на преговорите со Европската унија. Хрватска е веќе 10 години и повеќе членка на Европската унија, е дел од Шенген, еврото го користи, а ние за жал мораме да решаваме работи кои што се случиле пред 10 века, некаде таму во средниот век. Мислам и тоа не би било проблем да го решаваме, но доколку би имало некој жив да посведочи што се случило. За жал не постои некој кој што би можел да ни каже и сега би било глупаво јас да зборувам за нешто што се случило пред 10 века, а од друга страна да зборуваме за вештачка интелигенција, за не знам, за 22 век, за нешто кое што представува револуција во науката и за 21 и за 22 век. За жал, тоа е нашата пречка, а нашата најголема пречка за делот, би рекол од мал дел, би рекол, незначителен дел во рамките на Европската унија,
е тоа што сме македонци и тоа е најголемата пречка, но ние сме горди македонци и ќе продолжиме да се бориме такви какви што сме. Ви благодарам, председателе, што секако го спомнавте развојниот модел, меѓутоа ги опфативте сите ресори. И токму на овој самит ќе зборуваме за дигитализација со министерот за дигитална трансформација, за образованието со министерката за образование и наука. Меѓутоа еве упатувам покана за следната година за вице-премиерот и министерот Николовски за да зборуваме за транспорт, бидејќи се надам дека до тогаш ќе се завршат поголем дел од работите или барем ќе бидат отпочнати огромните проекти и секако министерката за енергетика, целиот насив на министерството, да не го кажувам, Сања Божиновска, така што следната година ве молам планирајте да ни бидете гости да зборуваме уште повеќе за успесите во транспортот и во енергетиката, работи кои што се битни за долгорочниот развој на Македонија. Председател, ако може сосема накусо, времето ни помина скоро. Сакам уште две прашања генерално да поставам, така што се надам ќе го менаџираме времето. Првото е, што е најголемата пречка за реформите? Дали е тоа човечкиот капитал, администрацијата, недостиг на ресурси, корупција, владење на право, банални некои работи и така натаму? Која е вашата оценка? Каде запнуваат реформите што ги почнуваате? Треба да промениме перцепцијата. Треба да се смени перцепцијата, но од перцепцијата за да промените, вие мора суштината да ја терате. Односно, за жал политиката најмногу се темели на перцепција, многу малку на суштина, иако суштината на долг рок ја гради перцепцијата. И затоа мораме ние суштински да се однесуваме, јас мислам дисциплинирано се однесуваме, посебно сум, како да кажам, инспириран и воодушевен од работата на тимот во рамките на Министерството за финансии, кое што воспостави, би рекол, една принципиелна дисциплина и правилно фокусирање и трошење на средствата во буџетот, инаку ние не би биле со овие параметри во кои што денеска се наоѓаме, ако се тоа за кое што претходно зборував не функционира како еден систем. Затоа мора дисциплинирано да се однесуваме, тоа е суштински добро, за да ја смениме перцепцијата, бидејќи не секој има вистинска информација и најчесто суди на основа и носи одлуки на основа на чувство. Но ние, кои што ги имаме информациите, мораме дисциплинирано да се однесуваме, за да можеме на долг рок да ја промениме перцепцијата и затоа, ке се вратам на самиот почеток, јас не барам трпение. Нека критикуваат луѓето, нема никаков проблем, јас сум подготвен на сето тоа. Само барам трпение меѓу нас, затоа што сигурен сум, а врз основа на овие првични индикатори, дека резултатите ќе дојдат и тие доаѓаат, и кога ќе дојдат, тогаш сите ние ќе кажеме, добре, сега може полесно да се дише и дека конечно ние се развиваме во она насока во која што ќе се развиваме. Сите луѓе имаат слабости, јас тоа често пати им го зборувам и на моите соработници, колеги во владата, ние мораме да живееме со слабостите на луѓето. Тука не смееме да бараме оправдување. Затоа мораме дисциплинирано да се однесуваме како до сега, во овие 10 месеци, чинам дека таа дисциплина е на највисоко ниво и така ќе треба да продолжиме и резултатите ќе се дојдат. Да, нели како велат, треба да водите со пример, а не со зборови, така што тоа е многу важно. Дали може да ве замолам само резултатите да ги покажеме да, благодарам, и дека ги покажуваме резултатите, моето навистина последно прашање и можеби малку интимно. Ако може да патуваме во времето назад и да се вратите пред 10 месеци, односно на почетокот на мандатот, кој совет би си го дале себе си? Сега, тоа е навистина тешко прашање да се одговори, но ценам дека мојот предизвик не започна пред 10 месеци. Започна многу порано. Кога зборувам за политиката. Започна уште во 2018 година. Тогаш како председател на ВМРО ДПМН. Практично тогаш си поставив задача дека треба да градиме нешто кое што во тој момент за малкумина делуваше невозможна мисија.
тоест за многумина невозможна мисија, за малкумина дека може да се направи нешто кое што денеска ќе изгледа респектабилна функционална целина. И тоа беше воведот за ова што се случи пред 10 месеци. Јас сум благодарен што сите мои соработници имаат трпение и за мене и за целата ситуација во која што се наоѓавме и системот кој што го градевме. Јас сум задоволен од системот како функционира, би дал висока 4 од 1 до 5. Не би, како професор сега не би давал највисока оценка, бидејќи секогаш има простор за поголем напредок и убеден сум дека сите они имаат амбиција, и јас и сите ние имаме амбиција да работиме и да твориме повеќе. Ете, можеби бидејќи ме прашавте нешто лично, ќе дадам личен одговор, можеби подобро би го организирал моето време за семејството. Пошто немам време за семејството, тука најголемата критика ја добивам и од синовите, и од сопругата, и од родителите, можеби тука би се обидел да најдам повеќе време. Но тоа е што е. Треба да се бориме со предизвиците и да ги решаваме и да не бараме оправдувања ако за нешто не успееме или за нешто доцнеме. Ви благодарам многу и на овој одговор сега кој што бевте искрени. Она што го покажа анкетата или одговорите од публиката е дека сепак корупцијата е она што сите најмногу на засега, нешто за што зборувавме. Меѓутоа, второ е инвестиции во образование и вештини. Се надевам дека во разговорот и панелот со министерката за образование ќе зборуваме за тоа како владата вложува или кои се плановите на владата, инфраструктурата, значи токму оние прашања кои што веќе ги начнавме и за кои што мислам дека постои консензус. Премиера, да ви се заблагодарам многу на ова интервју. Нема улога на новинар, веројатно поинаку малку би делувал некој новинар. Меѓутоа реков целта е да биде малку и неформално, да слушнеме нешто што не е претходно кажано и да имаме еден искрен разговор и се надевам дека ќе оцените дека ја постигнавме таа цел. Уште еднаш голема благодарност. Благодарност на можноста, се надам дека го задржавме вниманието на присутните. Сакам да сосема на крај и честитам на Македонија 2025 за се што направи за македонските граѓани до сега и да посакам уште многу да направите како Македонија 2025 во иднина за македонските граѓани. Убеден сум дека направивте многу како организација. Сигурен сум дека ќе направите уште многу и можам да ветам дека додека, јас сум председател на владата, ќе давам апсолутна поддршка за работењето на Македонија 2025, а тие што ќе дојдат по мене ќе им го дадам истиот совет, затоа што навистина брендот е голем, делото и замислата се големи и кога има цел, тогаш треба сите а таа е убава цел, треба сите заедно да ја поддржиме, да не бидеме малициозни, туку секогаш да гледаме од добрата страна, затоа што само на тој начин и резултатите ќе бидат посилни и позначени. Уште еднаш ви благодарам и ви посакувам успешен настан на овој јубилеен настан, би рекол, бидејќи Македонија 2025. Ви благодарам.